Продолжуваме, почитувани гледачи, добро вечер. Во студиото гостине Јован Јоновски и председателот на Македонското грбословно друштво. И во овој дел ќе ја презентираме неговата книга, докторска дисертација под наслов Сонцето и лавот како символи во хералдиката и вексилологијата на Македонија. Решив целава емисија ќе ја поделам на два дела. Добро. Првиот дел посебно ќе го ставам на YouTube за знамето, како добро. посебно, а иначе како реприза ќе си иде се вкупно. Добро. Инаку после Еспекуеров, право да ви кажам, коњак ми се припи. Секој е добро. Одлично. Повелете за вашава книга. Да, значи ова е интегрално докторска дисертација одбранета 2018 година во Институтот за национална историја и можам да направам една презентација во смисол за што станува збор. Значи, самиот наслов ни кажува барем дел, што може да го разбереме, Сонцето и лавот како символи на знамињата и грбовите во Македонија. Така би било поедноставно кажано. Првиот дел се занимава со семиотика. Значи, што е символ, како се интерпретира, што се символите, значи најнапред е како се восприемаат символите, понатаму што е грб, што е знаме, што е хералдика, што е вексилологија, тоа е во тој теоретскиот дел. Многу е јака првата реченица. Символите и односот кон символите го дефинираат човекот, неговиот идентитет, верувања, вредности. Првава реченица е вака, како да ви кажам, како излеана со железо. Браво. Токму тоа, значи нашиот однос кон символите, значењето што го предаваме, значењето што го сваќаме од символите, е она што не дефинира нас. Човекот е символично битие. Значи нашето зборување е символ. Зборовите се символ. Како ние ги прифаќаме, тие повторно е интерпретацијата на символите. И затоа беше битно да се опфати тој дел првин теоретски, затоа што има многу прашања што ако не ги сватиме, ако не ги разбереме работите, дека мораме секогаш символите да ги гледаме во еден даден општествено социолошки сегмент. Затоа што еден символ во едно општествено, историски, културолошки момент значи едно, во друго може да значи друго, може да значи и сосема спротивното. Нели пример често пати ја даваме свастиката. Не имаме на Плаошник свастиката, имаме во неколку цркви. Имаме една друга материјална култура која што апсолутно нема врска со сваќањето на свастиката, денеска преземена од нацистичката идеологија за свастиката. Иако станува збор за сосема истиот лик. Збориме за Индија, например, дека датира најстаро во Индија, дека ја имал Рим. Секаде има. Значи, свастиката е соларен символ, еден од елементарните, исто како Сонцето. Само го прикажува движењето на Сонцето и го има во сите култури, на еден или на друг начин. Така тоа е еден наједноставен, едно од тие елементарни символи. И понатаму книгата го наблюдува Сонцето и лавот како символи во материјалната и духовната култура на Македонија. Значи, почнуваме од, да речеме, употребата во античките монети, понатаму други скопини археолошки, во духовната култура, во Библијата, во Куранот, улогата на Сонцето како символ, на лавот како символ. Значи, во тој дел, надвор, да речеме, од Сонце, од хералдиката и вексилологијата, и потоа почнуваме со делот до 44-та. Значи, улогата на Сонцето и лавот како символи на грбови знамења до основањето на македонската држава. Едно подпрашање. Кога се прави докторат, он не е книга, не е белетристика, Да. тоа е научно дело. Апсолутно. И мора да се повикувате исклучиво на верификувана, публикувани научни истражувања. И секогаш има така наречено од кои извори е користено. Да, на крајот се наоѓа. На крајот се наоѓа. Да. Кажете ми, колку обемна литература можевте да најдете за ова што го зборите, кој е научно, археолошки, историски, научно секако верификувана? Имајќи предвид дека јас ова се занимавам 20 на години,
Разбирам. Значи не беше нешто кое што беше многу тешко да се собере. Проблематика која што ја работам, нормално, значи мораше за овие 3 години од текот на докторатот тоа да се засили, да се направи анализа, да се работени во архиви и останати користење, има доста. Што сте користеле од архиви? Гледам тука и руски извори. Сте користеле? Да, значи битно ми беше да има од повеќе, затоа кога зборуваме за хералдиката, имаме разлика на сваќањето на островската хералдика. Значи зборуваме за Англија, Шкотска, Ирска, додека имаме малце поинаква разлика сваќањето во хералдиката на континентот. Се извинувам што ве прекинав, во ред. молам продолжете. Да, значи понатаму грбот и знамето, односно сонцето и лавот на грбовите и знамињата до 44 година. Тука една посебна категорија е грбот на Александар Македонски, односно атрибуираниот грб на Александар, доделениот грб на Александар Македонски, кој што е неизбежен во Европа. Значи, почнувајќи од крајот на 12 век, ликот на Александар Македонски, како символ зборуваме, така, како символ, е многу често присутен во Европа. Значи, делата кои што се, така наречени кај нас, што ги нарекуваме, нели, Александриди, или романи за Александар Македонски, ги има многу циркулираци, многу популарни и нормално, тие повеќе имаат митолошка димензија, отколку тие че не се наменети да бидат историски, особено во средниот век, каде што литературата е алегориска, но сепак грбот се јавува на Александар Македонски во грбовници, во книги, во материјални, значи го имаме многу често. Нешто што нам не ни беше познато до 2000 и некоја година. Значи Матковски кога ја работи својата книга, тој воопшто не го зема во предвид или не му е достапно европското културно наследство, што се однесува до хералдиката и до вексилологијата. Вториот дел, потоа од книгата ни е од 44-та до... Може само да го илустрирам за гледачите? Еве го, например, еден. Ова? Да. Ова е од грбовник на Жером де Бара, 1581. Ова е грбот на Александар Македонски. Александар Велики. Александар Велики. Да, Пардон. да. Така го пишуваат Александар И Велики. на ова е базиран предлогот што беше за грб на Македонија 2014 година. Добро. Така. Понатаму другиот дел е од 91-ва, значи делумно она што го слушнавме во првиот дел од емисијата, и понатаму сонцето во општинските грбови и знамиња. Разбирам. Сега има и други моменти, како што е, например, има спроведено анализа на перцепцијата на грбот и на знамето, кој што е анализирана, како го сваќаат во... Значи, тоа е 17-18 година, направен прашалник, кој што луѓето од различни националности зборуваат за тоа, одговараат на прашања, како ги сваќаат символите. 17, 18, 20 век. Сега 21 зборувам, сега во рамките на се извинувам, во рамките на докторатот. Добро. И тоа е еден дел кој што е вклучен овдека. Добро. Кажете ми само, слободно говорете, а ја што би можел да илустрирам? Значи едни од прашањата беа околу перцепцијата. Зумирај. За грбот, значи и за знамето. Старото знаме, новото знаме, зашто старото, зашто новото знаме. Тоа беше доста интересен дел, што кога стана збор за вексилологијата. И можам да кажам дека размислувањата беа релативно поделени. Едните се за старото знаме, другите се за новото, условно земено знамење, со тоа што нели се забележува раст на популарноста на новото знаме. Ако ги... Збориме новите генерации кои веќе растеле под ова знаме и нема емотивно врзување кон... Не толку емотивно врзување, да. Добро. Она што го представувате е интересен пример, веројатно ако се за германските знамења. Па не знам дали воопшто нешто видовме до сега. Гледачите дали покажав, веќе подолго време држам вака. Да, покажавме, добро. Да, значи ова е интересно е, например, двете германски знамења, НАТО на нацистичкото, значи црно-бело и црвено, и црвено-црно и жолто,
се две знамиња кои што многу често се менуваат во Германија, низ историјата. Аха, така. Дури имало и тепачки помеѓу приврзаниците на двете знамиња. Жолтата боја и белата боја. Да. Да, тие две знамиња. Интересно е што Хитлер кога доаѓа на власт, првата работа која што ја прави е пропишување односно враќање повторно на првото знаме. Тоа е ова. Да, да. Црвено? Црно-бело црвено. Црно-бело црвено. Добро? Значи прво нешто што седнува, првиот акт кој што го подпишува е промената на знамето. Така. Значи тоа ни дава еден многу значаен момент колку е знамето битно. Погоре малце. Погоре кадарот. Не, добро. Ајде. Во ред. Да тоа отворив така како специфично ми дојде. Така, значи, прашањето, нели, зашто лавот се наоѓа на грбот на Македонија, на земскиот грб на Македонија, е нешто кое што е, значи, креатор... Значи, ни влече од Александар Да. Велики. Да, да. Значи, да разбереме една работа. Хералдиката потекнува од 11 век. Так. Зборуваме за символи. Александар Македонски никогаш не го имал овој грб. А така? Да, ова е припишан грб. Значи, во рамките на европската култура, тие додаваат грбови на се. Така, што мислат дека сакаат како Што символично треба да се биде, врати? да. Особено Александар Македонски е дел од од еден концепт кој што се нарекува 9 достоинствени. Значи, тоа се 3 триади. 3 добри пагани, 3 добри христијани и 3 добри евреи. Како го нарековте? 9? 9 достоинствени. Nine worthies на англиски, како го пишуваш. Ќе пробам. 9 Говорете вие. worthies со Да, дуплова. Ова е доста интересно и ново и оригинално. Говорете ве, молам. Да. Значи, Александар Македонски се јава како дел од ова и е заедно присутен, значи, на многу... Еве го, тоа е тоа. Да, добро. И ова е најстарото, значи, камена пластика во 13 век во Германија. Значи, ова е Сити Хол во Келн. Градската куќа во Келн. Значи, од 1200 и некоја година е. Тука е и Александар. Тука како е што Александар Македонски. го- Со пес под ногата. Не, Александар Македонски Или кој тука е? е со веројатно со трите круни. Вториот. А со трите круни? Да, да. А, така, добро, сега не знам Да. како они Вака, го... во германскиот дел, да речам, од европската култура, Значи, како рековте, тројца пагани, тројца христијани и тројца евреи и тројца христијани. тројца евреи и тројца христијани, Да. како Како символи на витештвото, на добрината, на и ова е во Келн, во катедралата во Келн. градската куќа. А, во градската куќа. Да, да, Пардон, да. мило. И ова е најстаро нешто, во камена пластика зборуваме. Значи, Да. исклесано во камен. Се наоѓа понатаму И од тука се вадат овие деривати, потоа како символики за други куќи и за други земји кои ги ставаат на знамења на Затоа што грбови. во основа од Така. сите овие 9 луѓе, Они само еден символизираат човек, нешто. само еден човек има вистински грб. Кој? Ме разбирате? Аха, добро. Тоа е не знам за тука каде. Значи тоа е кралот на Ерусалим. Во ред? Кралот на Ерусалим живее, значи, доволно далеку, односно доволно блиску во хералдичкото време. Сите претходно живеат многу пред хералдичкото време и не може да имаат вистински грб. 13 век. Добро. Да. Да не се задржуваме Во ред. повеќе, имате уште многу да Добро. кажете. Значи, и од во латинските и во француските извори, вклучително и во англиските, грбот на Александар, истото е ова, грбот на Александар Македонски е со лав. И сега, прашањето е, некаде, во некои извори го имаме златен лав на црвена основа, во други го имаме црвен лав на златна основа. Значи, тој дуалитет потекнува некаде од 13 век до доаѓањето до она што ние го нарекуваме Илирска хералдика, каде што Илустрирај со документарецот што го има снимено. каде што Матковски тоа го испитува, значи тоа е веќе од крајот, самиот крај на 16 век и доаѓа со тезата дека лавот македонски е само златен лав на црвена основа. Иако во својата книга он дава примери пола со пола. Практично. Значи, ние гледаме уште од самиот почеток, значи од 12 век, грбот на кралот на значи Александар Велики, кралот на Македонија,
затоа што имаме и таква една варијанта, е лав, кој што е или златен на црвена основа или црвен на златна. И понатаму преоѓа понатаму во илирските грбовници. И од илирските грбовници преоѓа на знамето на Разловечкото востание. Така? Говорете. Не, иде сосема друга илустрација. Да, Говорете вие. Да. Додека сонцето, нели го спомнавме кога се јавува на знамето, сонцето не се јавува на грбовите поврзани со Македонија, туку се јавува веќе од 19 век, почнувајќи со нели Разловечкото востание, односно таму имаме лав од 20 од самиот почеток на 20 век почнува сонцето да се јавува на знамето. И овие символи, всушност сонцето и лавот не се единствени символи на Македонија. Значи, овие се најексплоатираните символи. Значи, 92 година, кога повторно се прави прашањето на грб и на знаме, Тито Петковски, како председател на комисијата, на работната група, Можеш на кратко компјутерот мој да илустрираш? Да. Да. И Тито Петковски, продолжете. Кажува, дали ќе го избериме сонцето или лавот е sejedno, тоа се два символи кои што се подеднакво значени во македонската историја и символика. Да. И ова што го гледаме тука, значи се од илирските грбовници, односно првиот е од илирскиот грбовник. Ова е од 614. 1614, Алтановиот, еден од поубавите. И често пати, например, грбот кој што го спомнувавме, од него, или од него, или од Белградскиот грбовник 2, кој што е малце поубав од него, тоа е, нели, сега веќе е прашање на вкус. Така. Има ли значење, например, круна има лавот, има круна и над лавот? Ова е штит, ако не се лажам, зашто две опашки? Првиот пат кога се ова е раздвоена опашка се нарекува. Раздвоена опашка. Двојна опашка е кога двете опашки тргнуваат од самиот корен. Имаме и такви случаи. Добро. Ова е прв пат појавување на раздвоена опашка, точно од 1612 година. Тоа треба да значи да навлегуваме во темава или не знам сега прашувам. И прв пат со круна. Така? Значи, обично доаѓаат како во комбинација круната со двојната опашка. Сега прашањето со опашката, ако баш влегуваме во хералдиката, двојната опашка е символ на каденција. Што значи тоа? Тоа значи менување на грб за помалите гранки на семејството. Значи, символот, грбот е скоро ист, значи повтораме црвен штит, златен лав, но за да биде доволно различен, ние го менуваме малце грбот. Значи, едниот грб е со една опашка, вториот е со двојна опашка. Значи, тие се доволно блиски, визуелно да може да се направи конекцијата, но се сепак нови различни грбови. Во вашова имате еден мозаик од 359-340 година, Теребол, Ликеј, на лав. Што е тоа? Тоа е уште некои символи од кај нас? Да, тоа се, значи, лавот се наоѓа многу често и сонцето на парите во античка Македонија и Пајонија. Да, тие долу што се, тоа се парички. Тоа се парички, да. Ова е мозаик, како не? Не, ама горе описот е. Така. Да, тоа се од Македонија. Одлов на лавови 4 век пред наша ера во Пела. Да. Така. Тоа е често пати, тоа е детаљ од... А ова се монетите. Да, тие се монети. Тетраболот. Да. Теребол. Лики. Не знам што ќе ми покаже. Да, ве молам продолжете што мислите дека треба. Повелете. Кај запревме се? Извинете што ве пресекувам, но говоревме за лавот и овде кај вие имате вистинско море. Имате од сонцето од саркофагот на кралска гробница во Кутлеш, зашто спомнавте, имате дрвената таванска розета. Да, тоа се символи на банкнотата од 100 денари, што е. Употребата... Но и овде се парите, пајонскиот култ на сонцето на монет Дерони 479-460 година пред наша ера. Долниот ред фати го, ова се 4 монети, го немам на ова. Кај се? Ете, тука се. Повели. Говорете.
Значи, тоа е пример, покажува дека сонцето и лавот се прилично активни како символи во Македонија. Во територијата на Македонија, она што е интересно е дека лавот е истребен од Македонија кон крајот на првиот век. Значи во Македонија живееле лавови. Јасно, тоа се европски лавови, кои што се уште ги имаме во Индија, не се африканските лавови, и кои што биле дел од фауната овде. Но се поради ловот, нели, како што видовме представата, ловење на лав, мозаикот. Така. Ловењето на лав било еден вид на иницијација. Сакате кој ќе знак дека сте доволно возрасен да влезете во општеството, било ако убиете лав. Лавот се јавува во разни. Разгневен, исправен, обзрнат, раздвоен. Овдека вие давате 14, десетина позиции на лавот. Основни, има и основни други. И други. Основните, да. Добро. Затоа што лавот е многу... И што тоа символизира? Вака. Лавот е најчесто употребуваното животно во хералдиката. Сега Воопшто во светот. Воопшто, да. Така. И сега за да се направи разлика, затоа што да се направи разлика, тогаш почнуваат позите на самиот лав, она што го спомнавме претходно за опашката и насоката на главата. Тоа се сите елементи кои што треба да ни го разграничат лавот, затоа што е многу употребен символ да се направи разликата помеѓу грбовите кои што содржат лав. Неверојатно, човештвото било фасцинирано од ова животно и затоа толку. Затоа што се сметало дека е врв на chain food или како алфа предатор, да речеме. Така и се перцепирал. И како символ, значи... Пошто мамути немало, пошто мамутот дефинитивно бил веќе истребен, изеден, најверојатно дека лавот бил најопасното и главното најјакото. Иако дури во места кај што никогаш и немало лавови. Да. Може, кога ќе фатиш добар кадар, да ги прикажеш и, значи, што овие знаат позициите на лавот во нели на грбовите и неговите и воопшто во хералдиката, неговото позиционирање. Седи, стои, исправен, нервозен. Разјарен, не нервозен. Разјарен, слушај. Ненаспан. Има и заспан, само не го стави, затоа што тој повеќе од хералдички куриозитет. Можеш камерата да дадеш? Да. Еве ги лавовите тие. Што значи ова во хералдиката? И обично што символизира? Значи самата поза на лавот не символизира ништо. Да речеме нешто конкретно, туку го прави поразличен и поспецифичен од другите. Значи добро. Како што е наш, да речеме, грбот златен лав на црвена основа, тоа е еден. Сега битно е дали ќе има две опашки, дали главата ќе гледа према штитот, дали лево десно. Тие се тие разлики. Ако се сеќаваш оние што ги спомнавме за знамето, дека е мали разлики прават нов грб. За да се задоволи таа идеја сите да имаат лавови, мора да има некоја разлика, затоа што иначе не би можело да биде. Исто така од птиците најраспространет е орелот и тука има повеќе пози за да се направи таа разлика. Значи од кога и од каде ни датира нас орелот? Орелот ќе збориме за тоа, ќе зборите, не знам. Добро, мене, како ќе оди... Колку да нешто кажам, ја да поставам под прашање, не можам да бидам стручен. Ве молам, терајте го разговорот, како сметате вие. Значи, орелот како символ потекнува уште од Римската империја. Значи, едноглавиот орел зборуваме, нели? Затоа што една од клучните работи е дали имаме едноглав или двоглав орел. Двоглавиот орел доаѓа подоцна, многу подоцна, зборуваме за европската хералдика. Иначе, како символ, двоглавиот орел е многу стар. Значи, уште од сирската култура, египетската, значи, го имаме скоро во сите култури и преку нив влегува и во европската култура, доаѓа прилично подоцна од обичниот орел, да речеме од едноглавиот орел, да, ова е руската грбот на Русија. Со штитот на грбот на Москва, со Свети Ѓорѓија, што ја убива ламјата. Кој што се наоѓа во различни фори. Но го имаме и како византиски символ и да, ова е всушност овој символ не е византиски символ, туку ова е символ на Цариградската патријаршија.
Да, единство на државата и телото е државата, двете глави се црквата и Тоа е кралот, така. едното Па еве го, тумачење. мачот во едната канџа, во другата Да, е тоа е црквата. пресликување на симфонијата, така наречена, во теологијата се нарекува, значи единството на државата и на црквата. Не единството, го симфонија, значи едно... Симфонија. Да, терминот конкретно што се користи е симфонија. Симфонија. Да, еднозвучност, како да го кажеме. Убаво кажано, браво. Да, и ова е символ кој што денеска го гледаме често и кај нас. Така, Да. добро. Другиот е, нели, албанскиот орел. Албанскиот, рускиот, византискиот и така натаму. Има орли на Светата Римска империја. Да. И на Ова е на разни, да. православна црква Да. и така натаму. Да. Добро, да не идам во детали, ви одземам Во ред. време. Ве молам, продолжете вие. Илустрирајте со документарите. Да. Може да го пуштиме документарецот, па тоа Иде да видиме. документарецот во ред. цело време. Да. Ама ако објаснувате слика по слика, Не, значи ова е од артефактите каде се наоѓа лавот кај нас, веќе во хералдичка поза. добро. Значи, ова е сребрена чаша, пехар од 14 век, кај што се наоѓа и Не е згодно да престанеме да збориме, Во ред. ама не е ни добро да го раскажуваме, документарецот Да, има во ред, друга динамика, ајде, поставите- он нека илустрира. Па не знам, зборете ми за воопшто, нели, што иде, како иде докторатот. Да. Колега, ве молам, продолжете. Добро, она што е, да речеме, интересно на почетокот е за символите да се вратиме на семиотиката, нешто што можеби не е толку многу кај нас познато. Значи, најдобро објаснување на значењето на символ кај нас е рабушот. Добро. Значи, рабуш е фактички дрвено парче, каде што, например, кога се носи јамболија на валавничар, тоа е едно дрво кое што се стават разни рецки и потоа се дели на пола. Пола е кај вас, пола е кај јамболијата и кога ќе да се земете, ги се спојувате, а оние што одговара клучот, тоа е, ете го. Не гледајте, Да. ве молам, застанувате во зборење, а ве слушаат заинтересирано, знаете. Во ред. Значи, идејата на символот е тоа. Значи, имаме лик, нешто што го гледаме, имаме символ. Пример, ќе се вратаме примерот за што зборувавме за грбот на Александар Македонски. Значи, луѓето во Европа, кога зборуваме за Александар Македонски, тие не зборуваат за човек кој што е роден тогаш, се борел, умрел тогаш. Значи, тие воопшто не го знаеле тоа и ниту ги интересирале. Затоа што станува збор за символ. Значи, они се идентификуваат со неговата храброст, да речеме. Апсолутно, со нивната перцепција за тоа. За тоа. Да. Така. Тоа истото прашање, например, е малце да модернизираме темата со Гоце Делчев. Прашањето чиф е Гоце Делчев или како е. Значи, Гоце Делчев е символ пред се. Значи, не е побитно, кога зборуваме за такви референтни символи, побитен е неговото значење отколку самиот лик. Како денеска во одредено време за Че Гевара? Вклучително. Значи, кога зборуваме ние за градење на символи, без разлика дали е Че Гевара, дали е Гоце Делчев, дали е Александар Македонски или било кој, значи градењето на символ всушност е симплификација, генерализација и нагласување на одредени моменти, додека други моменти се потиснуваат. Тоа е начинот на градење на символот. Значи, се земаат одредени карактеристики кои што се нагласуваат и тие остануваат. Значи, прашањето кога се родил, кај се родил, дали одел во школо или како примерот за Тито дека повторувал прво деление, тоа не е битно во символиката, така. Кога спомниме Тито, имаме 2-3 работи кои што ги спомнуваме. Тоа е многу битно за символите да го разбереме. Дека тоа значење на символите се станува споделено преку перцепција, преку разменување. Значи, затоа што во основа секој символ, секој може да си го толкува сам. Но тоа не е идејата на символите. Споделеното значење на символите е она што ги прави символите дел од идентитетот. Значи, ако јас и ти кој ќе видиме
чаша не потсеќа на истото, тогаш ние имаме споделен идентитет. Затоа што реагираме на ист или на сличен начин на ликот. Сега проблемот е што на еден ист лик различни цивилизации, различни може да реагираат сосема поинаку. Кој е еден од најстарите, ако вака ве разбирам добро, не погрешно почнав, тогаш самиот крст на кој бил разапнат Господ Исус Христос е еден од најуниверзалните символи кој точно не обединува за вера, за љубов, за надеж. Тој е символот која ќе се покаже, тоа треба да го символизира. Кај секој оној кој Ако зборуваме, значи символот како крстот е исто така универзален символ. Многу едноставен. Една хоризонтална, една вертикална. Секој се сетил да го употреби како символ. Значи го имаме во сите предхристијански цивилизации. Имаме, да не ги спомнуваме се асирска, нели, египетска, сите го користат крстот за нешто. Така, символиката. Крстот во христијанството како символ влегува дури во 4-тиот век. Значи, после Константин ние го имаме крстот. Претходно, крстот е символ на срам. Значи, крстот го користат римјаните како символ за срам на христијаните. Дури после Константин почна крстот да се употребува во она смисла што ние денеска ја сваќаме. Нели она in hoc signo vinces, со овој символ ќе победиш, иако тој символ не е символот. Ова е најстариот символ. Ова е најстариот христијански символ. Рибата. Рибата, бидејќи постеле и риба и да се потсетат на чудото негово, и ова бил кога било христијанството прогонето и како таен символ за да се препознава. Символиката е малце поинаква, затоа што рибата се вика ихтис или ихтус, зависи како ќе кажеме, а тоа е акростих за нив било. Исус Христос Теосиос Сотирос. Исус Христос Божи син спасител. Така да они не гледале риба во тоа, не гледале пост, туку го гледале символот она што сега го пишува. Тогаш не им требало да се напише затоа што рибата ја викале ихтис. Тоа е, значи, еден од најстарите символи кои што се христијански. Потоа е паунот, е вториот символ на воскресението. Значи, тогаш сметале дека пауните кои ќе умрат, ако ги закопат, тие не се распаѓаат. Вау. Ова е нешто сосема ново. Да, и паунот е практично, затоа, например, го имаме и на 10 денари на мозаикот што е, нели? Крстот доаѓа доста подоцна. И затоа го имаме на 10 денарка. Ве застанува, ве збунува тоа, јас се обидувам само како да сум во режија да илустрирам вие што зборите. Добро, во ред, значи тоа е многу битно да знаеме дека да се вратиме на пример на Гоце Делчев. Добро. Значи ние немаме прашање со Бугарија чиф е Гоце Делчев, пошто ние не спориме за ликот на Гоце Делчев. Ние спориме за символиката на Гоце Делчев. И очигледно нашата символика е поинаква од нивната. Затоа што, како што рековме, символиката, значењето на еден символ се создава во еден општествено, политички, економски систем. За нас е он борец за слобода и независност на Македонија. Апсолутно. Тоа мислам и мали деца го знаат. Апсолутно. Што има тогаш нив проблем? Проблемот, да речеме, они го сваќаат него како еден учител на бугарската екзархија. Дека бил бугарин и учител. Да. Значи, ние не спориме за материјалните факти. Зборуваме, значи, Гоце Делчев е символ. Ние не спориме што треба во лична карта да му пишува. Тоа е она што не можеме да се разбереме. Така, ние зборуваме за символиката... Свети апостол Павле бил римски граѓанин. Да. Не бил евреин, но се посветил на Господ Исус Христос. Добро, да идам веќе и со таа семантика. Да, сега да кажам, значи, кога зборуваме ние за символи, за семантиката, тоа е многу битно. Значи, ликот е една работа. Ние конкретно за ликот зборуваме за Гоце Делчев, роден тогаш, загинал тогаш. И ова е еден од нашите последни наши символи, најнови. Не е најнов. Многу интересно што Гоце Делчев е прилично силен символ, можеме да кажам барем во две работи. Првиот е, нели, единиците на НОП се со имињата на илинденците.
Гоце Делчев е првиот. Понатаму, ако го разгледаме, печатот на македонската диаспора, Добро. значи Канада, Австралија, како символ на весниците зборувам, во заглавијата, најчести два символи се цела Македонија и Гоце Делчев. Добро. Значи, сонцето, лавот се јавуваат многу подоцна. Добро. Значи, Гоце Делчев е символот на сваќањето за борбата за Македонија. И он ќе остане тоа за нас. Значи, ние не повторно зборувам, многу е лошо кога вие за символи спорите со ликот. Тоа е исто, на пример, ако речеме за пример друг Джердж Кастриот, Георги Кастриот. Така, тој е символ на албанците, дел во неговата во националниот мит, да речеме. И сега и ние да докажеме дека тој бил словен, а најверојатно бил словен, на нив тоа нема да им смени. Пошто нели символот Ѓорѓ Кастриот не е човекот што умрел тогаш и тогаш што бил закопан, туку е сето она што они го не она, било кој го замислува за него и го става во својот идентитет. И тоа е работата што спорот со Бугарија не е за личната карта на Гоце Делчев. И тоа е лошо што треба да се ради дека ние имаме две различни ние всушност се расправаме за два различни луѓе. Не зборувам за ликот, нели? Зборуваме за значењето. Ние имаме еден Гоце Делчев, они имат друг Гоце Делчев. И сега се обидуваат тие да го наметнат својот Гоце Делчев. Или ние не можеме да го наметнеме на нив, затоа што символот на Гоце Делчев во нашиот општествен, економски и политички контекст е еден лик, кај нив е друг. Истото прашање со сонцето од Вергина. Ние можеме комотно со грците убаво да си поминеме. Ние имаме едно сонце со една боја, а он има друго, како што исполнавме данците останатите, но тука е проблемот што ние сакаме исклучивост. Грците сметаат дека со земањето од наша страна на сонцето, дека ние им го земаме античката вредност. Значи, нашето сонце не е нивното сонце. Зборуваме не зборуваме за ликот. Повторно уште еднаш да кажам, значи имаме символ, една работа е ликот, перцепцијата е она што е главното. Како ние го прифаќаме, што за нас значи тој лик. Интересно. Кои се другите наши, имаме ли посовремени ние символи после Гоце Делчев како ликови или воопшто како Значи кога зборуваме за символите, обично кога зборуваме за символи на држава, најчесто зборуваме за државните символи, ама тие не се исклучителни. Значи грбот, знамето, химната. Имаме ли друг лик вака како Гоце Делчев кој Не толку. Не толку. Не толку. Значи сепак се меша тука Тито, некако дел од нас, току гледам и таа перцепција, обично се расправаат, едни бил комуниста, едни бил, но знаете како генерации памтат дека тогаш имале релативно многу повеќе слобода од што било кога во историјата, па Тито им е некаков символ на нешто сосема друго. Значи, Еден значи ние не можеме да го исклучиме Тито од нашиот живот. апсолутно дека не можеме. Значи едноставно Туку како го перцепираме и како перцепција, значи ние не можеме да го Значи не збориме за Јосип Брос, што бил, Апсолутно, како бил, да, како зборел, што пил, што Точно, пушел. дали бил Туку, вистинскиот, не бил вистинскиот, туку Што тоа значи за перцепцијата, да, Значи символиката негова. еден ден може би така ќе биде, не знам, со Киро Глигоров или Да. или некои Да ликови претпоставиме. како што на пример не знам, дали такви ликови освен за политика можат да бидат луѓе од естрада, од култура. Може, како не. На пример, еден од символите на Обединетото кралство, на западната цивилизација е Вилијам Шекспир. Да. Значи Шекспир е некаква нивна основа, да речеме во литературата и културата која и денеска нема кој не ја знае и Шекспир на некој начин по својот лик и дело е некаков символ. Но сите символи се символи кои што се градат. Значи ние немаме како да кажеме природни символи. Секогаш значењето на символот, без разлика дали е човек, дали е предмет, дали е слика, дали е звук, што и да е нешто што се гради. Се гради со генерација, со пренесување еден на друг. Значи, за да биде символ, ние треба да имаме колку што е можно повеќе слично разбирање за тоа. И тоа не прави нас една култура, еден идентитет, ако зборуваме. Значи, идентитетот е всушност символ, односно реакција на надворешните дразби. Сонцето и лавот се нашите символи
и дел од нашиот идентитет. Апсолутно. Но тоа не ги исклучува другите видови на символи. Символи. Да. Кои не прават она што сме. А тоа е културата, тоа е јазикот, тоа е фолклорот, предпоставувам и така Апсолутно, натаму. апсолутно. Значи, кога зборуваме ние за државни символи, реков, почнав само да се трнавме на страна. Овие се државните символи. Понатаму, главниот град, името е символ, ликови историски, називот на парата, називот на улиците, споменици, сите се тие делови од слоевите на идентитетот. Затоа што сите ние имаме многу идентитети во еден момент. И после има еден друг момент што се нарекува хиерархија на тие идентитети. Кој од тие идентитети во различен момент ни се поважни? Затоа што, пример да кажам, ако ве праша некој што си ти, правеле истражување. Кој ќе прашаш на балконот што си ти, одма одговара со националност. Така. Во Европа кој ќе прашаш што си ти, најчесто одговараат професионално. Значи тоа е прашањето кој слој од идентитетот во која хиерархија ти е поставено. Некогаш на тие прашања луѓето одговарале јас сум христијанин, јас сум муслиман. Апсолутно. Значи и историскиот момент е доста најбитен за идентитет. Затоа што дали си ти Во овој момент што нам, бидејќи македонецот се чувствува загрозен заради нашите политички определби што ги имаме НАТО, ЕУ и така натаму, бевме притиснати да смениме знаме, бевме притиснати да смениме име, а сега да се откажеме и од Гоце Делчев. Во суштина, ние навистина се чувствуваме загрозени. Со овие работи, како да кажам, не влегувате политички, но давате една суштествена, како еден од темелите, дека ние не импровизираме и измислуваме нешто, туку имаме Дали за све ова вие што зборите, ние имаме морално, етичко и секакво друго небесно право да се повикуваме како символи и како идентитет. Значи, апсолутно. Тоа е, како ние го перцепираме е некој символ. Така, тоа е наше нешто, тоа е дел од нас. Никој не може да ни каже, абе, вие глупи сте, не е тоа така. Не разбирате? Тоа е работата што во нашите спорови со соседите, кои што се уште се од 19-тиот век размислувања, не може да го разбера тоа. Дека едно нешто може да има две вистини. Значи, не зборуваме за суштинска вистина, нели? Зборуваме за нашата перцепција. Значи, ние можеме на еден начин... Како Евангелијата. Со 4 Евангелија се иста работа, различна перцепција на 4 луѓе. На 4 луѓе и наменета за различна публика. Так. Дали ни е загрозен идентитетот, сметате, и дали може ова што вие ни го презентирате како дел, нели? Вие не се занимавате со фолклор, не се занимавате со археологија, и кој има дел тука и тоа како, дали ни е загрозен идентитетот и дали ова може некој да го изнегира? Значи, сега ова се многу... Дали можеме ние да се откажеме? Дали сме во процес на откажување? Еве, правевте ова за знамето, прашувавте. Имавте ли некои други подпрашања во вашето истражување на докторатот за некои други идентитетски? Да. Например, дали уште се перцепира Гоце Делчев како наш? Дали... Со Гоце Делчев не се занимавав, пошто беше за символите, за грбот и за знамето беше Так, се извинам. анализата, конкретно и за лавот, за новиот грб, стариот грб, предлогот на грб. Значи, тој дел. Сега, кога зборуваме за идентитет, прашањава што се поставува, дали ќе го изгубиме идентитетот. Значи, не може да се одговори со едно да и не. Затоа што е прашањето што е идентитет, што подразбираме. Значи, прашањето ваквиот идентитет, како што ние сега го познаваме, нема да биде истиот. Значи, со самиот начин, со договорот од Преспа, со договорот од Бугарија, нашиот идентитет нема да е целосно ист. И сега е прашањето дали го губиме од кој аспект. Дали ние ќе продолжиме да бидеме македонци со свој идентитет? Да. Значи, тоа нема да не направи помалце македонци или повише. Ќе направи поинакви македонци. Дали ќе бидеме тогаш северно македонци, негове што ново компонован? Прашањето е малце посложено за да можеме да го одговориме Ја се сега извинувам, на сега така. вака Во ред, можеби и да неблагодарно. кажеме вака. Значи, делот од нашиот идентитет е нашето перцепирање на историјата.
Значи, тоа е дел од идентитетот. Националната историја, националниот мит е конструиран мит. Оно што го спомнавме, генерализација, абстракција, поедноставување, тоа е дел кој што не знаеш, сите го имаат тој дел. Од кој што едноставно, затоа што идејата е од една група на луѓе кои што не се познаваат себе си, символички да ги донесете до едно исто, градењето на нацијата. Што се од луѓе кои што никош нема да се видат, не се ни виделе, ниту се познавале, ниту ќе отидат еден кај друг на гости, треба ти да направиш една групација. И тоа е начинот на кој што се гради. Јазикот, заедничката историја и така натаму. Се вратиме на прашањето. Со откажувањето на дел од она што нам ни беше од националниот мит. Со Грција и со Бугарија, ние дефинитивно ќе треба или ќе изградиме некаков малце поинаков. Нема да биде сосема нов, сигурно нема да биде сосема нов, затоа што е тоа многу комплексна тема. Некои од деловите ќе бидат поинакви. Пример, во Бугарија сега се спорат со Турција, затоа што треба во учебниците да го трнат турското робство. Туку треба да бидат сожителство, кога Бугарија сожителствувала заедно со Отоманската империја. Значи, слично нешто што ние го имаме тука, го има таму. Европскиот начин Турче, турско робство, веќе тоа исчезнува. Ама тоа е веќе политичка одлука за соживот, бидејќи ако така се учи, што може би реално, ќе создава антагонизам спрема турците кои живеат овде. Знаете што? Значи, создавањето на идентитетот, теоретски, ако зборуваме, ние имаме бенигни и малигни форми. Јасно ми. Тоа нема врска со ракот, со сите тие работи. Значи, прашањето е за идентитетот со кого сакаме да се споредиме и со кого не ќе да се споредиме. Тоа е оној малигната варијанта. И првиот дел од идентитетот, кој што се јавува е кој јас не сум. Значи, или кој јас не сакам да бидам. Не збориме за ДНК, биолошка, апсолутно не. туку збориме за право на избор. Ајде да го речеме така, да. Значи, прашање, да, тоа е право на избор. Значи, тогаш јас како човек, ако е прв мој идентитет, јас сум христијанин, јас сум Христов. После се е друго. Дали овие ваши книги, ја не знам колку ќе предизвика, еден мој колега се јави, немав отворени телефони, Добро. може би ќе сака да се слушне со вас. Дали овие ваши дела се во продажба, може да се купат и ова не е ваше прво дело? Не е прво дело, значи предходно е оваа книга Символите на Македонија. Така? Таа кој што е практично учебник, токму за ова што го зборивме за хералдика, за вексологија, за химнологија, за фалеристика, со македонските придонеси за сите тие работи. Дали ова може да се купи? Може во Матица. Тоа е издание на Матица. Добро. Докторатот? Оваа книга, или... значи истата е таа, ова е постарата корица, Поубава. може да се најде во икона, може во литература, исто во Матица може да се најде. Така. Така. Овдека едно нешто за тебе, ова е американската верзија на докторатот. Американската верзија на докторатот. Thank you very much, sir. Значи, ова е од американски издавач, Excellent. каде што е фактички направено повеќе оној, да речам, македонскиот дел, теоретскиот дел е исклучен. И благодарам за оваа книга. Јас се обидувам, нели, велат блажени се миротворците и чести гости ми се од ви благодарам за оваа книга Историја на евангелско-протестантските цркви во Македонија. А јас да ве поздравам виз верса, една книга од издание на собственикот на телевизијата. Ке пратиме и за него поздрав. Ѓорѓ Атанасовски, Македонска империја. После емисијата ќе пратам и за него нешто. Ви благодарам. Благодарам. Ништо, јас само можам да заклучам дека многу повеќе научив вечерва, но исто така дека беше недоволно и дека ќе ве поканам повторно, затоа што на вистина интересна тема за разговор. Ќе видиме и од реакциите, па ви посакувам многу успех во натамошната работа. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.